Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. За православните христијански верници кои се водат според стариот јулијански календар, денеска почнува 6-неделниот Божикен пост. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот на Божик не се менува, постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува на Бадник 6 јануари. Започнуваме со вестите. Еве што друго ќе видите во нив. Проект за спречување на насилството во автобусите. Потпишан меморандум за соработка помеѓу општина Илинден и фирмата Ван Хол Македонија. Коце Трајановски во посета на општина Шуто-Оризари. Шокантни наоди на експертската комисија за проектот Скопје 2014, кои ќе влијаат на многу случувања, е ставот на градоначалникот на општина Центар Андре Жерновски. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и градоначалникот на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич денеска го промовираа пилот проектот спречување на нарушување на јавниот ред и мир во автобусите на градскиот превоз, кој во оваа фаза ќе се спроведува и во општините Сопиште, Ѓорче Петров и Газибаба, а ќе се фокусира на надминување на проблемите на средношколците кои ги доведуваат до агресија и конфликти. Во општина Киселавода денеска беше презентиран пилот проектот спречување на нарушување на јавниот ред и мир во автобусите на градскиот превоз, кој е наменет за скопските средношколци. Проектот, чиј фокус е ставен врз спречување на насилството во јавниот превоз и автобуските постојки, е реализиран од Оделението за превенција при СВР Скопје. Пилот проектот во почетната фаза ќе се спроведува во 4 општини: Киселавода, Сопиште, Ѓорче Петров и Газибаба, а ќе се фокусира на сите средношколци. На промоцијата се обрати Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која нагласи дека превентивната работа со малолетничката популација е на самиот врв на приоритетите на МВР. Оваа година се регистрирани поголем број на случаи на насилничко однесување помеѓу учениците, од кои повеќе од половина се регистрирани на подрачјето на градот Скопје, односно секторот за внатрешни работи од Скопје. Во врска со сите овие случаи досега се пријавени 207 малолетници, од кои 35 се гонат кривично, додека 172 нивни врсници заработиле прекршочни пријави. Ние не запираме, напротив, продолжуваме убедени дека само со постојан превентивен ангажман и присутност меѓу младите можеме да стигнеме до посакуваните резултати. Според градоначалничката Билјана Беличанец Алексич, партнерскиот однос помеѓу полицијата и локалната самоуправа е клучот на успехот за рано откривање и превенција, односно сузбивање на криминалот и насилството на улиците, велејќи ќе му кажеме не на насилството во училиштата и ќе ги направиме места за промоција на вредностите на толеранција, меѓусебна почит и разбирање. Партнерскиот однос помеѓу полицијата и локалната самоуправа е клучот на успехот за рано откривање и превенција, односно сузбивање на криминалот и насилството на нашите улици. Сведоци сме дека насилството и девијантното поведение е се поприсутно помеѓу нашите најмлади жители. Училиштата, спортските терени, автобусите и автобуските постојки се само дел од локациите на кои најчесто се случуваат насилствата. Наша обврска и одговорност е да создадеме безбедна средина за младите генерации. Наша обврска е да ги промовираме општоцивилизацијските вредности, кажувајќи му не на насилството во училиштата. Директорот на јавното сообраќајно предпријатие Скопје Мишо Николов информираше дека за првите 6 месеци од годинава, без последните инциденти, регистрирани се 9 напади врз возачи и 15 инциденти, најчесто типачки меѓу средношколци, што представува влошување во однос на минатата година, кога се евидентирани 8 напади врз возачи и 12 типачки меѓу средношколци. Николов информираше дека ЈСП Скопје за 50 автобуси набавува снимачи за камерите, а најверојатно почетокот на следната година веќе ќе бидат инсталирани, со што ќе му се помогне на МВР да ги идентификува насилниците. Дополнително, нагласи Николов, се вработени 4 контролори кои од 1 септември работат на линиите 65 и 55 како најризични линии.
Нивната задача е да ги превенираат инцидентите. Директорот на ЈСП најави и вработување на нови 4 до 6 контролори кои ќе бидат ангажирани на поризичните линии, меѓу кои оние на кај општина Сопиште, кај Хемиското и ПТТ училиштата. Градоначалникот на општина Центар Андре Жерновски по презентацијата на вториот извештај на експертската комисија во врска со проектот Скопје 2014 ангажирана од општина Центар, изјави дека не е изненаден од резултатите и дека истите ќе ги предаде до обвинителството. Власта проектот Скопје 2014 го најавуваше како најголем проект, но ке излезе најголема афера. Фрапантен е податокот дека ако не биле ваквите постапки, општината ке можела да заштеди 8 милиони евра. Ова е школски пример за незаконски наместени тендери. Власта велеше дека се работи за патриотизам, но овде не се работи за градење, туку за крадење, рече Андре Жерновски. Едната италијанска фаворизирана фирма, посочи градоначалникот на Центар, воопшто и не е регистрирана за лијање споменици, туку за гоблени, везови и антички мебел. Жерновски најави дека и овој материјал ќе го предаде на обвинителството, а како што рече, не може да разбере зошто досега обвинителството не се огласило, иако пред 3 месеци им беше поднесен прелиминарниот извештај. Одговарајќи на новинарски прашања дали ќе се поведе истрага и за дел од вработените кои учествувале во незаконските тендери, Жерновски рече дека сака прво да чуе што ќе каже и открие обвинителството, но не исклучува и покренување одговорност на инволвираните вработени во општина Центар. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски денеска потпиша меморандум за соработка со белгиската компанија за производство на автобуси Ван Хол во областа на образованието. Учениците од средното стручно училиште Илинден ќе посетуваат практична настава и обука во капацитетите на оваа фабрика. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски и директорот на фабриката Ван Хол Македонија Аврам Стојчевски денеска потпишаа меморандум за соработка со кој белгиската компанија за производство на автобуси во областа на образованието ќе обезбеди практична настава и обука во сопствените капацитети за учениците од средното стручно училиште Илинден. Овој меморандум произлегува од потребата за соработка на општина Илинден со бизнис секторот во областа на образованието, како едно од најзначајните области за развој, фактор на современ раст, подигнување на нормите, вредностите и стандардите во образованието. Подигнување на нормите, вредностите и стандардите во образованието, подобрување на квалитетот и ефикасноста на образовниот процес во општината Илинден, односно во средното училиште Илинден, кое што го воведовме прв пат оваа година. Со овој меморандум се регулираат и меѓусебните права и обврски на договорните страни. Инаку, општина Илинден и во својот стратешки план, во стратешкиот план за локален економски развој и стратешкиот план за образованието, е дефиниран овој сегмент. Мораме да продолжиме да ги подобруваме стандардите на учениците, наставниците и училиштата. Мораме да им обезбедиме на учениците да ги покажат своите способности. Пристапивме кон ова потпишување кој ќе овозможи и на нас како фирма, а и на општината да допринесеме кон подобро прилагодување на младите кадри во ова општина, па дури генерално во Македонија, а од друга страна да помогнеме и за поголемо вработување во општината. Ние како фирма вредуваме автобуси, некако традицијата за производство на автобуси во Македонија продолжува. Запослуваме кадри од сите типови, значи од машински струјки, електрострујки, општо монтерски, заварувачки и така натаму. И ние сме дури задоволни и среќни што чувме дека во општината конечно има едно тако техничко школо каде што во иднина ќе можеме да користиме кадри за навзаемна среќа и истите да ги што поскоро и побрзо ставиме во процесот колку што е можно во нашето производство. Целта на овој договор е имплементацијата на образовните програми преку спроведување на практични обуки каде учениците непосредно ќе имаат можност да го следат целокупниот процес на производство и преку нивните ментори да изведуваат практични обуки во своите капацитети.
Општина Илинден во оваа насока досега има потпишано вакви меморандуми за соработка помеѓу Министерството за образование и наука и МЕПСО, како и со компанијата Johnson Controls. Во општина Шуто Ризари денеска се уствари средба помеѓу јавните претпријатија на градот со местните заедници од општината, на која се разговараше за досегашната соработка, но и идните проекти кои ќе се устварат со поддршка на град Скопје. Градоначалникот на град Скопје, Куце Трајановски, денеска се сретна со неговиот колега од општина Шуто Ризари, Елвис Бајрам, при што се разговараше за досега реализираните проекти во општината, но и оние кои се планирани за наредната 2014 година. Еден од приоритетите за наредната година, проблем кој досега значително им го отежнувал животот на граѓаните на Шуто Ризари, е водоснабдувањето во општината. Со овој проект е предвидена изградба на пумпна станица, нов потисен цевков до постојните резервоари и изградба на нов резервоар. Според предвидувањата, реализацијата на проектот би започнала на почетокот на наредната година, со што ќе се реши проблемот на околу 40.000 жители. Главен и најважен проект тоа е проектот водоснабдување на општина Шуто Ризари. Проектот го прави градот Скопје, проектот е направен, сега е даден на ревизија, се надеваме дека до нова година ќе заврши ревизијата на тој проект. После тоа ќе правиме финансиската конструкција, така да според првичните разговори и договори со општина Шуто Ризари, значи тоа ќе бидат проект кој што ќе го реализираат градот Скопје, јавното претпријатие водовод канализација и општина Шуто Ризари. 1 милион евра ќе даде градот Скопје, 1 милион евра ќе даде јавното претпријатие водовод и канализација и пола милион евра требаше да даде општина Шуто Ризари. Добар дел од работењето на јавните претпријатија се подобрува благодарение на укажувањата на граѓаните, така да ќе продолжиме и со овие средби понатака. Градоначалникот Бајрам на средбата изјави дека соработката помеѓу двете администрации, како и со јавните претпријатија и нивните пунктови на територијата на општината е на многу високо ниво. Оваа одлична соработка според него резултирала со многу решени проблеми и реализирани проекти, со што се подобрил животот на жителите на оваа општина. Одговарајќи на новинарско прашање, одговори дека покрај проблемот со водоснабдувањето, жителите на општината досега незадоволство изразувале и од патната инфраструктура. Подолго период, значи, општината се соочува со проблеми кои што инфраструктурниот дел, значи, од улици и така натаму, канализација. Нашиот проблем што е на општината, најактуелен е во моментот со водоснабдувањето. Ја мислам дека тоа што го кажа градоначалникот, 2014 ќе ни биде приоритетно вложувањето од страна на градот со јавното претпријатие водовод ќе биде, значи, направено и успешно, значи, реализирано. Граѓаните сметаат дека присуство или можност за корупција на локално ниво има при вработувањата 45,1%, работата на инспекциските служби 25,7% и при доделување јавни набавки 20%. Ова денеска го истакна председателот на Државната комисија за спречување на корупција Ѓурги Сламков. На јавната дебата беа презентирани резултатите од квантитативната анализа за перцепцијата за граѓаните за присуство на корупција во секторот локална самоуправа, изготвен од агенцијата Рейтинг, и резултатите од квалитативната анализа за исполнување на активностите во секторот локална самоуправа од државната програма во Државната комисија. Во поголемите општини и во град Скопје, граѓаните во поголем процент перципираат простор за појава на корупција во менување на урбанистичките планови, за разлика од помалите и средните општини. Тоа е сосема разбирливо, бидејќи вредноста на градежното земјиште во тие општини е значително помала, изјави Сламков. Во однос на лица, субјекти и функционери, кои граѓаните ги перципираат како поподложни на злоупотреба на својата позиција, во преден план се градоначалниците, а потоа инспекциските органи. Во поголемите општини и во град Скопје, граѓаните при перципирање на ова прашање предност им даваат на инспекциските органи, додека во помалите и во средните општини таа позиција е на градоначалникот.
Граѓаните биле прашани дали во изминатите 12 месеци лично или некое друго лице блиску на нивното семејство дало нешто или извршило одредена услуга со цел да се заврши работа во општината. Околу 6,5% од испитаниците одговориле дека биле во својство на жртва, а 93,5% дале негативен одговор. Испитаниците биле прашани дали во споредба со претходните 2 години сега забележуваат повеќе, помалку или има корупција на исто ниво. 35% истакнале дека забележуваат помалку корупција на локално ниво во споредба со периодот од пред 2 години. 19,2% истакнале дека има повеќе, а 33% сметаат дека е на исто ниво. На прашањето дали средствата на општината се трошат за потребите на граѓаните во местата каде тие живеат, граѓаните од албанска етничка припадност изјавиле дека во 64% тие не се трошат за потребите на граѓаните, кај македонското население тој процент е 44%. Нов пораз на кошаркарите на ИМЗА Скопје во кошаркарскиот Еврокуп. Реал Мадрид, Манчестер Юнајтед и ПСЖ се новите патници во осмина финалента во Лигата на шампионите. Повеќе за спортот по рекламите.